Јана, слободно, кажи ја вистината. Слушај. Немочно да се плашиш. Ајде. Пред доказите и боговите молчат. Филип, разбираш зашто сме повторно тука, нели? Да, но ви кажав се. Твојата приказна се промени, Филип. Минатиот пат ни рече дека немало никакви трки во паркот, а денеска велиш дека имало. Што е вистината? Јас... се сетив. Сите кои беа присутни можат да ви го потврдат истото. Сега одеднаш сите се сетивте на приказната. Да. Во ред? Филип, што е она што не го кажуваш? Значи, ви се колнам овој пат ја кажувам вистината. Тоа се случи. Ве молам, мојот клиент целосно соработува. Има право да ја промени изјавата доколку се сети на нови детали. Она што Филип сега го кажа е сосем различно од неговиот првичен исказ. Приказната сосем се промени. Може би сака да ја попречи правдата? Без дополнителни притисоци, ве молам, сепак станува збор за малолетни и исплашени деца. Филип се труди да биде искрен. Неприфатливо е да го заплашувате. Види, Филип, ако не ја кажуваш вистината, ќе има последици. Може да бидеш обвинет за обструкција. Затоа, убаво размисли пред да кажеш било што. Ама, јас не лажам. Се што ви раскажав, на вистина се случи таа вечер. Во ред, ќе ги разгледаме новите детали. Но ако повторно излезе дека измислуваш... Добро, доста. Немате основ да му се заканувате на мојот клиент. Ке излеземе со изјава и сите детали. Во ред, но проверете ги подобро деталите, господи Цуска. Имаме жртва. И правдата мора да биде задоволена. Се разбира. Филип, одличен беше. Ви благодарам. Тука сум за вас. Заштитени сте, окей? Dobro, deco, sad kad smo se skupili, ovako. Drago mi je prvo da ste svi tu, a ono što je najbitnije, vi za 10 dana imate vaš finalni nastup. Ovako, mi smo tu da vam pomognemo, da odaberete ples, da odaberete muziku